Оваа програма, би рекол, е продолжеток на оно што досега се работеше. Се донесоа странски инвестиции, се отворија нови работни места. И тоа во време на економска криза која што ја тресеше Европа, го тресеше светот. Како успеа? Па добро, сега да не звучи дека имало некаква магија тука. Сепак, сето она што сме го работели, ние го имавме и најавено дека ќе го правиме. Меѓутоа, она што го разликува ВМРО ДПМН од останатите политички партии, дека не само што држиме до зборот, значи она што ќе го кажеме, го ставаме на хартија, туку најчесто, односно секојаш правиме малку повеќе, некој пат и многу повеќе од она што сме го ветиле. Така да, овие вработувања што се случува во изминатиот период, како што сами кажавте, за време прво на светска економска, потоа на европска должничка криза, се должат на проектите кои што ние ги имавме веќе најавено во претходните програми. Оваа програма нормално се е базирана на уште повеќе искуство од минатиот период и е уште покомплексна и уште поголема од претходните. Така да, јас навистина очекувам дека резултатите што ќе го ствариме ќе бидат уште подобри отколку во изминатиот период. Иако не е за подценување тоа што беше направено во изминатиот период, не постои држава која што во Европа која што во овој временски период толку ја има намалено невработеноста во услови на криза. Најчесто кога ни се зголемуваше невработеноста во некои држави навистина дојде до драматични размери. Кај нас имаме смалување според постоечката методологија, а ако пристапиме кон оние современи методологии, кај што ги делиме, нели, оние што бараат работа на активни и на пасивни, тогаш намалувањата се уште поголеми. Делот на странски инвестиции се разбира, постигнати се добри резултати, но може и повеќе, треба и повеќе, и тоа е она на што ќе бидеме фокусирани во економијата во следниот период, се разбира и со сето она што ќе биде објавено во програмата. Морам да ве прашам, странските инвестиции дојдоа, отворени се нови работни места. За време на кампањата председателска, би рекол, ја поминавме повеќе од половина Македонија. Јас заедно со кампањата, заедно со ова отворено студио. Директно на терен се запознавме со она што се новите инвестиции, да речеме, нови 4000 вработувања во Неготино, 1000 вработувања во Штип, најавени инвестиции во Кичево. На среде сме од евроинтеграциите, евроатлантските интеграции заради проблемот со името. Влијае ли тоа на инвестиции? Па видите, сигурно дека влијае, меѓутоа оно што покажавме е дека негативното влијание на противењето на Грција на влезот на Македонија во НАТО и во Европската Унија може да се ублажи и компензира со многу работа. Значи, ние не јадикувавме дека, Грција не блокира и како некои претходни влади да велиме, тоа е причината зашто на економијата не е оди, затоа немаме странски инвестиции, некој не блокира. Да, тоа влијае негативно, се разбира, бидејќи многу полесно е вие на било кој инвеститор да му продавате приказката за Македонија, доколку е чиста патеката за влез во НАТО и во Европската Унија. Сепак тоа е еден дополнителен елемент на сигурност. Но ако сте сигурни во себе, знаете што правите, многу работите и тоа го подкрепута реално со резултати, со подобрување на бизнес климата, подобрување на инфраструктурата, даношните реформи што ги правиме, сето она што значи севкупно окружување, тогаш и ке инвеститорите прашањето за името или тоа што европските интеграции се на некако на пат на блокада поради Грција, не им значат многу. Но разрешувањето на тој проблем реално ќе значи и помрднување на напред. Така да ние ќе продолжиме да се работиме на ист начин како до сега, уште поинтензивно, уште помудро, базирано на искуството од изминатиот период, но паралелно ќе ги тераме сите процедури за одблокирање на овие евроатлантски интеграции. Во насока на европските интеграции се и патните коридори. Дали било од железничкиот, дали било од патничкиот автомобилскиот, нели, сообраќај. Влегуваат странските инвеститори. Сето тоа е поврзано со комуникацијата и инфраструктурата која што постои во земјата. Одеднаш во Македонија автопатската инфраструктура се зголемува за цели 50%. Одеднаш. Видете, економската активност на една држава, мислам, нема ништо да кажам, но кажам дека е исклучително сложена и постојат многу предуслови кои се потребни за таа да заживее и да оди напред. Добрата инфраструктура е еден од тие предуслови. Нормално го
секој што и малку се разбира од економија го знае ова. Но малку се оние кои ги презимаат вистинските чекори, особено во ваков процес на блокирање европски интеграции, да реално отпочнеме со реализација на вакви проекти. И сега се случуваат 3 проекти, меѓутоа не се тоа обични автопатишта. Јас често пати го кажувам тоа. Секцијата Демиркапија Смоквица е најтешката секција од коридорот 10. Таа не случајно била оставена последна, да може да ја реализирале предходно. Меѓутоа, многу е лесно вие да правите автопат низ Зарамница или да речам низ благ терен. Многу е потешко, најтешко е низ Клисура да правите. Или ако треба да премостувате цели планински масиви како што е Кичево, Охрид. И токму тоа ги прави овие проекти и постигнувањата на овој тим, на тимот за подобра и на коалицијата за подобра Македонија, уште подобри, бидејќи во тешко време сме успеале да обезбедиме структура и финансирање за тешки проекти. И затоа изминатите 5-6 години некако голем број на тешки работи што биле оставани со години, не само во инфраструктурата, него и во решавањето на односите на голем број на целни групи, дали се работи за професионални војници, дали се работи за пензионери, за социјално загрозени лица, дури за вработените, некои од правата на вработените, како минимална плата или бруто плата, беа решени во овој период. Значи, ја велам, ВМРО ДПМН е партија за решавање на тешки проблеми и партија која ќе ја води и треба да води државата во тешки времиња. А во лесни времиња, уште полесно и уште подобро. Ексклузивно дел од медиумите објавија дека новата програма опфаќа вработување на околу 64.000 нови лица. За тоа што само овие неколку дена има објави за 2000 работни места во Македонија за отварањето на автопатиштата. Не е ни чудо тоа што фокусот на агендата на председателот Иванов за вториот мандат е ставен врз економијата и се посочува работата во тим. И од негова страна, и од ваша страна на вашите настапи, а и од страна на премиер. Знаете што, економијата е прилично базирана на психологијата на луѓето. За да се има добра потрошувачка, добар развој во една економија, кога мислам економија во една држава или на регион или на еден континент или во целиот свет, многу зависи каква е општата клима во тој регион за кој што збориме. Речи си сите економски кризи, ако ги гледате историски, се базирани на психолошка криза, на изгубување на довербата на луѓето во системот. И токму од тие причини ние кажуваме дека имањето на квалитетен тим во државата, кој што ќе има политички стабилна клима, кој што нема да ги конфронтира двете клучни функции во државата, председателот и премиерот, влијае многу на севкупната клима. Севкупната клима ја опаќа и бизнис климата, довербата и на инвеститорите, но и на потрошувачите. Кога луѓето гледаат дека владее хармонија некаде, природно е да сакаат и тие да се дел од таа хармонија. Кога гледате дека некаде има расправи, сакате да избегате од таму. Тоа ви ако сте во комшилук, значи во некој соседство кај што има многу проблеми, луѓето сакаат да си одат. А во соседство кај што, или да речам дел од градот нека биде, каде што работите се горе-доле средени, секој сака да живее. Така и со инвестициите. Она што ние се обидовме да го покажеме и се уште значи, трае кампањата за председателот е дека иако согласно уставот ингеренции на председателот во економијата не се премногу големи, не се ни беззначајни, бидејќи тој го именува гувернерот го предлага гувернерот на Народната банка на Република Македонија, но сепак со своето однесување, со својата комуникација со владата влијае на оваа клима и беше во состојба да помогне реално, значи збориме за реална помош, е некој од најголемите проекти, бидејќи често пати голем проект пари силна политичка поддршка. Такви се гасификацијата, таков е автопатот, по некој пати средба со некој голем инвеститор и исто така бара да има добра квалитетна политичка поддршка самиот проект. И тука председателот Иванов во неколку наврати, значи за проекти кои што јас директно сум учествувал, сум ги работел и сум ја имал таа интеракција со него, ја дал својата помош
и тоа помогнало да се реализираат проектите. И затоа сметаме дека и во тој дел председател Иванов заслужува поддршка од граѓаните.